Поштовани гледачи, добро утро и добродојдовте во новото, но последно издание за оваа работна недела на емисијата 24 од Сестрца. Убоди од инсекти е темата на која што денес ќе разговараме во емисијата 24 од Сестрца. Доколку имате некои прашања, ќе савите малку подоцна во вториот дел од емисијата и ќе можете да поставите некое прашање поврзано со темата. На оваа тема денеска ќе разговарам со доктор Коста Цветковиќ, дерматовенеролог од Дерма Плюс. Добро утро и добродојдовте. Добро утро и поздрав на гледачите на 24 телевизија. Кажете ми, докторе, ова е период кога се појавуваат сите оние инсекти, кога се случува да има каснување од инсекти. Кажете ми, кои се најчестите убоди од инсекти во овој период? Значи, најчестите убоди од инсекти за среќа во нашава земја, на ова географско поднебје, се оси, пчели, стршлени, комарци, каснатини од крлежи и од пајаци. Значи, тие се овака најчести со најразлични реакции, да кажеме, на организмот према каснувањето на инсектите. Прво ги спомнавте осите, пчелите и страшлените. Тие се можеби најчестите моментално пред, односно или после комарците, претпоставувам, затоа што од комарците и најчести се каснувањата. Така, најчести каснувања се од комарците, но сепак кај нив реакцијата е доста поблага, за разлика од останатите кои ќе продискутираме понатака. И, да речеме, кај малите деца, каде кожата е, да кажеме, понежна или каде има мала реакција на убодот од каснување на комарецот, или ако се поголем по број каснување на комарците и зависи од регијата во која каснат, реакцијата може да биде побурна. Али ако се осврнеме на осите, пчелите и стршлените, тамо е многу посериозна реакцијата и клиничката слика и состојбата со пациентите и неретко доаѓа до тие анафилактични реакции и шокови состојби. Па и смрт. Да. Предпоставам дека најопасно е каснувањето од стршлен. Каква е клиничката слика за сите овие три инсекти? Оса, пчела и стршлен. Па оса, пчела и стршлен, значи при каснувањето што се случува? Се случува да тврдокрилците, да кажам, со еден збор, убризгуваат една игличка која има едно кесенце со отров на другиот крај на иглата, кој отров по убризгувањето одровот се внесува во човековиот организам. Треба да се знае дека каснувањето од еден од овие тврдокрилци, состојбата не е така драматична, но ако се рои, ако западнете, да речеме, во некое осило или во околината, да речеме, каде штршленот се рои, они се многу инвазивни, многу се знаат да нападнат во рој и тогаш е многу посериозна и клиничката слика и состојбата на пациентот кој е нападнат. Мора да се каже дека нашиот народ одма реагира со вадење на осилото. Значи, на вадење на игличката. Треба да се знае дека осилото и игличката не треба да се вади со ногти или со пинцета. Зошто? Бидејќи кога ќе се притисне на горната површина се прави притисок и отровот навлегува во организам. Додека при самиот убод е многу помала количината на навлегување на токсинот во организмот. И што се препорачува? Се препорачува со тап предмет, или ако имаме нож или вилјушка или било што, од тапата површина на предметот во обратен правец да се проба да се извади осилото. Така да осилото се вади, а отровот останува на горната површина и не е комплетно убризган во организмот. Така. Кога зборувавме пред малку пред почетокот на емисијата, спомнавте дека веќе третото каснување од пчели и од оса може да предизвика проблеми, иако претходно не се појавувале тие проблеми. За каква ситуација станува збор? Значи, станува збор за алергиска реакција на токсинот.
По првото каснување организмот уште нема створено антитела против отровот, но по секое наредно каснување реакцијата е многу побурна, може да доведат и до шокови состојби. Значи, тешко дишење, повраќање, сите сфинктери попуштаат, значи дефекација, уринирање, течење лиги, зениците затворени, значи една комплетна шокова состојба и во такви состојби пациентите, да речеме, кој еднаш или втор пат бил каснат и забележал дека реакцијата е многу побурна после првото, второто или третото каснување, пациентите се обучени, бидејќи е сериозна состојбата, носат со нив таблети или инекции. Интересно да се каже дека во подобро снабдените апотеки или во околните земји може да се купат специјални пенкала, кои пациентот си го носи со него, кое пенкало има антидоти адреналин, норадреналин и така натаму, кои се доближуваат до површината на кожата и со удар се кршат ампулите и се бризгува против отровот во организмот. Така да имаме состојба, да речеме, која може да ја превенираме и сепак во што покус рок да се јави на лекар пациент. Јасно. Што е со каснувањето од стршлен? Како треба да реагираат сите оние кои што се нашле во таква ситуација? Затоа што сепак станува збор за еден поопасен инсект кој што може да донесе или до живото загрозувачки моменти. Сите овие тврдокрилци, они не се многу агресивни, ако не им е загрозена околината или осилото или гнездото. За разлика од стршленото, за разлика од осите и пчелите е малце поагресивен и интересно е тука да се каже дека поради големината на стршленот, големината на осилото и врекичката која го носи токсинот, отровот, реакциите се побурни, поголеми. Добро, и составот на отровот е малце поконцентриран кај стршленот, он ги прави тие реакции на саливација, значи на плунка, на попуштање на сфинктерите, кратко и плитко дишење, вртоглавици и така натаму. И ова е интересно да се каже дека ако се во близина на некоја мрша или на некоја депонија, може да настанат и инфективни реакции од наместното накаснување. Значи, се јавуваат и бактериско загадување на местото на каснување на стршленот. Пациентот во таква состојба, треба веднаш, значи, да покуша да го извади осилото, да се измие, ако може, со сапун и вода, да тече ладна вода на местото на каснување или да се стават ладни облоги и се мачкаат кортикостероидни масти или креми. А ако е посериозна состојбата, значи веднаш да се иде на лекар, тамо се ординира инфузиона терапија со антихистаминици, со кортикостероиди, со калциумови препарати и нереткост се уклучува и кислород. Така. Ова е доста сериозна ситуација која станува збор за каснување од оси, пчели и стршлени. Меѓутоа, ние како народ знаеме никогаш и на своја рака да си помогнеме самите на себе со некои алтернативни лекови. Тука станува збор за мачкање со кал и слични некои препарати кои што си ги правиме сами. Дали е тоа правилно? Што треба да правиме во таква ситуација или пак ништо воопшто да не ставаме и одма да се обратиме на лекар? Најдобро е веднаш да се обратиме на лекар, а тие состојби, да речеме ова мачкање што кал што го спомнавте, тоа е во постарите времиња каде немало, да речеме, фрижидери или лед или состојбата во околината, да речеме во нива или блиску до поток, река, езеро, немало ништо друго освен, да речеме, да земете кал и да го намачкате местото. Со тоа што се случува? Калот, бидејќи има и вода, ја лади површината каде е каснатината
и состојбата се подобро. Иначе, стрикно, ќе повторам, вадење на осилото внимателно, ладни облоги, кортикостероидни креми и обување на лекар. Така. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме назад во студиото каде ќе бидат уклучени двете телефонски линии и ќе можете да не контактирате, секако да поставите прашање поврзано со денешната тема. Black Up. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Одлепени цени во Веро. Дињи полидор 36 денари. Маслиново масло Веро екстра вирџин 258 денари. Пелени памперс плюс влажни маранчиња гратис 1039 денари. Омекнувач Силан 89 денари. Детергент Персил компакт 270 денари. Од 2 до 8 јули во сите Веро маркети. Веро, супер акција за цел град. Повторно сме назад во студиото каде што разговараме на тема убоди од инсекти. Со мене во студиото е доктор Коста Цветковиќ, дерматовенеролог од Дермаплус. Како што споменав пред малку, од овој момент па до крајот на емисијата ќе можете да ни сконтактирате на 0260 91 924 0260 91 925 да поставите некое прашање поврзано со денешната тема. Докторе, важно да се знаат овие препораки кои што денеска им ги даваме на нашите гледачи, затоа што сепак се наоѓаме во еден период кога и такако има доста инсекти и ние се наоѓаме во едно такво подрачје каде што се сретнуваме со овие, како што споменавме на самиот почеток, најчести убоди од инсекти како што се од осил, од оса, од пчела, стршлен, комарец, пајак и крлеш. За комарецот спомнавме, за него знаеме што треба да правиме кога ќе се касне. Се случува ли некогаш да се појави некоја алергиска реакција од комарец, еве од вашето лично искуство? Па, алергиска реакција само е локална алергиска реакција и се јавува, значи, во форма на црвено пликче. Многу важно да знаат гледачите и на дека промената не треба да се чеши. Значи, промената не треба да се чеша, истиот совет е и за оса, пчела и стршлен, бидејќи со чешањето се отровот и токсинот се разнесува на поголема површина во телото, затоа би требало одма да се стават ладни облоги, коцка лед, под ладна вода раката и така натаму. Така. Кажете ми, исто така доста често знае да бидат убодите и од пајак. Што во таа ситуација? Дали се случува и тука некоја компликација може да се случи од пајакот? Така, за среќа кај нас, за разлика од тропските предели, кај нас еден од најтоксичен, да кажам, пајак е во народот позната како црна удовица. Значи, тоа е пајак кој е по боја, самото име кажува црн. На површината има црвени точки на горната површина од точките и знае некогаш да порасне до 5 сантима да бидат широчина на ногите на пајакот. Друго што и самото име ни кажува, црна удовица е, значи, дека само женката е отровна и женката е доста агресивна. Значи, се наоѓа во пределите измеѓу шумите и пасиштата, ги пратат обично животните, во околина на животните и токсинот варира од годишното време. Да речеме, ако е сезоната дожлива како оваа година, да кажеме, токсинот е доста разреден и не е толку јак. За разлика од сувите и топли и долги лета, каде токсинот е многу концентриран, многу јак и за него е карактеристично што е
неуротоксин. Значи ги напаѓа нервните завршетоци, халуцинации, добива пациентот страшна болка на местото на каснувањето, која болка ги зафаќа, да речеме, ако е на ногите, ги зафаќа деловите на екстремитетите, се шири за отприлike од 20 до 30 минути, се шири болката многу брзо и е многу силна болката. Во првиот момент, да речеме, пациентот или ако е детенце, нели, не може да види за што станува збор. Yes. Значи во околината не гледате оси, пчели и така. И после се заклучува дека се по клиничката слика дека се работи за каснување на црна удовица. Многу често пациентите ја видат, ја фаќаат, ја Значи се убиваат. осеќа моментот на Да, каснување. Да. И пациентите ја фаќаат и ја носат обично на лекар да знаат дека од што е касната. Така, јасно. Што треба да се превземе прво од кога ќе се случува каснувањето? Би требало најдобро е да се дојде веднаш до лекар, бидејќи е драматична клиничката слика. Да речеме, ако сте негде во природа, во првите 30-40 и 40 минути е многу драматична клиничката слика, значи со тие силна болка, нагони на повраќање, халуцинации. За среќа кај нас има и противотров, значи противотров на каснувањето од црната удовица и одма се презимат општите мерки за каснување, нели, инфузија со антихистаминици, со кортикостероиди, големи количини на калциум и С витамин и да се разводни токсинот во организмот. Така, која е најлошата ситуација која што може да се случи од каснување на црна вдовица? Значи најдраматична, да кажеме, состојба може да дојде до гушење и до смрт. Или кажуваме, ако се случи негде во природа, далеку до превозно средство, немате противотров во вас. Значи во тие случаи одма ладни исто така ладни облоги, немате, нели, коцка лед да се стави на пациентот на местото на убодот, се рехидрира многу, значи многу голема количина на течности се дава на пациентот и се оди на најблискиот лекар. Така. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Сакам убав ден. Задоволство ја слушам и навистина оваа емисија ви е посебно добра. Зашто? Зашто што сакам да прашам покрај другите инсекти, сакам да прашам и за упадот од шкорпион. Так. Од шкорпија, од рачица. Јасно. Што би презеле тогаш? Така. Како се одбраниме? Така, јасно. Ви благодарам многу за прашањето, ако тоа беше се. Имајте пријатен ден. Така. И ова е доста чест инсект и доста често се случува. Ова е исто така доста чест инсект кој е интересен. Инсектот, значи, може некогаш да достигне големина и до 20 сантиметра. Да. Познат е под разни имиња во народот. Интересно е што е доста тврд на површината, значи дете не може да го згази да го утепи. Значи површината му е доста со хитинска материја е заштитена. Токсинот е исто така од групата на токсини кои имаат локална реакција. Нажалост, токсинот може да биде инфициран, бидејќи он исто така се хранат со и муви, инсекти, но знаат и некои да најдат на некоја мрша или така натаму, па да знаат да биде интоксикација бактериска да настане со каснувањето. Во тие случаи исто како и кај другите што спомнавме, значи ладни облоги,
кортикостероидна маст и веднаш да се отиде на лекар, се спроведува таа класична терапија што е антишокова. Така. Од овие инсекти за сега кои што ги спомнавме, кој е најопасен? Црната вдовица? Па Страшленот? не бих кажал, значи најопасна е ако ве нападне рој. Јасно. Значи ако ве нападне рој од било што, значи оса, пчели, штршлени, значи тоа се мултипли каснувања, многу драматична, многу сериозна клиничка слика. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добар ден, повелете. Добро утро. Повелете. Во програма сте. Кажам за убот од болви. Имам дечиња, имаат јака реакција, по цела недела им се појавуваат големи кликови. И не знам како да почнам со постапката, како да ги лекувам. Така. И од комар чистата реакција, ама поблага. Ама од болви е многу јака. Добро. Ви благодарам ако тоа беше се. Имајте пријатен ден. Убаво забележала нашата гледачка дека каснувањата од болви, реакцијата е подолготрајна. Зошто? Бидејќи болвите се хранат, цицаат крв од површината на кожата и многу е интересно да речеме се случува да влезете во подрумски простории, кај што има да речеме мачки или други животинчиња и во тие предели ги има болвите. И вие во моментот ништо не може да приметите. Кога ќе искочите надвор, ако сте во кратки панталони на површината на подколениците, посебно на површината на подколениците, ќе се фрапирате кога ќе видите дека површини по неколку сантиметра темни и по боја. Значи ве нападнале болвите, они осеќаат топлината на човекот или на било друго кое животно и во моментот го напаѓаат. Зошто е тоа така? Бидејќи они испуштаат една материја која го анестезира местото на угодот, фактички вие не го осеќате местото на угодот и испуштаат материја која не доведува до згрушување на крвта. И затоа се јавуваат тие као петехијални крварења, како црвени дамки, многу густи на површината на кожата и им треба подолг период за да исчезне. Така, се случува да се појави некоја алергиска реакција? Па видите, тоа е само на локално ниво, значи тие се папули промени во големина од пола сантиметар до сантим и пол. Зашто кај постари луѓе исто така подолго трајат, бидејќи циркулацијата е по-слаба кај постарите луѓе и остануваат, да речеме, тие флекички на ногите подолго време, додека кај децата е подраматично, бидејќи е површината на кожата помека, помирна и чешањето е поагресивно. Значи, на детето не може да му кажете да престане да се чеша и поради тоа е таа состојба. Што треба да се прави кога ќе се појави едно вакво каснување од болви? Значи, Што треба да се превземе? Треба да се превземе одма да се измиеме со вода, бидејќи болвите одма бегаат, посебно од ладна вода, одладно бегаат. Значи, и местото да се намачка со комбинација на креми од кортикостероидна и антибиотска содржина и се мачкаат региите. За неколку часа до еден ден чешањето се смирува, но клинички, визуелно остануваат, се гледаат повеќе денови, до 7 до 10 дена. Така. Она што е доста често исто кај нас, каснување е од крлеши. Колку е често каснувањето? Имате ли вие искуство, како доктор, дерматовенеролог, колку често знаат пациентите да дојдат со крлеш, а не ни знаат дека можеби имаат крлеш? Да, многу убаво, многу интересно прашање. Се случува да дојдат пациенти и да во нашата ординација да кажат: докторе, еве од неделата ми искочи нов младеж. Вика, 2 нови младежи. И кога ќе ја погледнеме убаво или со дерматоскоп, значи со апарат кој
многу длабоко и на големо зголемување ќе заклучиме дека се работи баш за крлеж и карактеристично е тоа што вика младежот ми расте секој ден повеќе и повеќе. Значи крлежот кој ќе влезе во површината на кожата, он почнува да цица од крвта и почнува да расте. Не се осеќа ништо, значи убодот, каснувањето е исто пропратено со плунката на крлежот, го анестезира местото. Друго што е интересно, од кој ќе дојде на вашата површина крлежот, му треба 2 до 6 часа да најде соодветно место за да направи пукнатинка и за да влезе да почне да се храни со нашата крв. Така да после од доваѓање од излет или од природа, наредните 24 сата може да се примети крлежот. Значи, и обично ги напаѓа најмеките делови на телото. Многу ретко е на површините, на свиоците, на позади колената, подмишки, во задната регија. Во тие регии многу често се случува каснување од крлеж. Сега, каснувањето од крлеж, за среќа, во нашиве предели е многу, обично околу 8 до 10% од крлежите се инфицирани. Значи не секој крлеж е инфициран и каснувањето, да речеме, со неинфициран крлеж е банално. Мора понатамо ќе објасниме како би требало да се вади крлежот, додека ако е инфициран крлежот, а не знаеме, значи после 30 дена на местото на каснување знае да се јави промена која наликува на мета. Јасно. Значи со кружни, се поголеми кружни промени и тоаш недвојбено се работи за лајмска болест. Значи крлежот бил инфициран и може да доведе до многу, ако го занемариме тоа, може да доведе до многу сериозни и несакани последици, значи со вирусни енцефалити, значи воспалување на кората, на можданата кора, со невролошки испади и така натаму. За среќа пациентите се јавуваат многу често на таква промена, се јавуваат на лекар и се советува да после 30-тиот ден да се направи серологија, значи се зима крв, се носи на испитување и да се утврди дали крлежот, тоест пациентот е инфициран или не. За среќа лекувањето е лесно, едноставно и ефтино, со антибиотски таблети и се ерадицира комплетна инфекција. Во оваа ситуација која ќе се појави каснување од крлеж, се случува ли да се стави инекција тетанус? Не, тетанус не, него би требало во што пократок рок да се извади крлежот. Бидејќи значи од која, нели, како што спомнавме, му треба 6 часа да дојде да го одбере местото на каснување. Наредните 6 часа му треба да почне да се храни. Од кој ќе почне да се храни, после тие 6 часа, значи, он може преку плюнката и преку екскретите негови да не инфицира. И тука е многу важно да се каже начинот на вадење на крлежот, нешто слично како кај осите и пчелите што рековме, да не се фаќа со пинцета или да не се со ногти, да не се вади осилото. Истата состојба е овде да се што поблиску, значи што поблиску од површината на главата до рилки, како да ги наречеме тие сурлички кои цицаат од крвта, да се фати со пинцета што поблиску и со континуирано влечење да се извади крлежот. Некогаш се употребува и таа техника, да речеме, обратно од сказалките на саат. Добро.
бидејќи механизмот на фаќање на крлежот е како клjuč у брава. Значи има рецки и кога ќе навлезе тешко излегува. Зошто треба овде да се на тоа место да се фати, бидејќи ако го фатиме за горната површина на стомакот, екскретите ќе навлезат кај пациентот во циркулација. Така. Често пати кај нас, како што споменав и пред малку, знаеме и на своја рака да си ги вадиме крлежите. Меѓутоа, да, пред да ви го поставам следното прашање, имаме гледач на линија, да му дадеме предност на гледачот. Добро утро, повелете. Сакам да прашам дали чувам некој улични пчели, дали пчелите можат да бидат опасни? Добро. По животот ми. Така, јасно. Ви благодарам, ако тоа беше се, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Јас не го слушнав. Дали пчелите може да бидат опасни по живот? Да. Пчелите може да бидат опасни по живот ако е човекот алергичен на отровот од пчели, потоа ако ги нападне рој од пчели. За среќа имаме десензибилизација, значи се прават алерголошки тестови на каснување од пчели и се оди еднаш месечно на десензибилизација. Што значи тоа? Тоа значи да организмот го правиме отпорен на каснување од натамошно каснување од пчел. Прашањето пред малку ми беше, бидејќи како што споменав, знаеме на своја рака да ги вадиме крлежите, она вадење со алкохол, конкретно. Да, има многу начини во народот кои кружат околу вадење на крлежите. Значи, ја ќе споменам што сум слушал овака од пациенти, значи со бензин, со зејтин да ги угушат, со топло, да речеме, со упалјач во близина. Да ви кажам, не би требало тие работи да се користат, бидејќи многу често останува дел од главата и рилките остануваат на површината на кожата. Значи, многу често пациентите се нетрпеливи, значи таа состојба ја сакат што побрзо да заврши и се многу нетрпеливи и по некоја несакана реакција го кинат, се кине делот од телото кај што е, да речеме, стомакот на крлежот и останува главата и рилките во површината на кожата и тоа е додатна компликација, значи може да се јави на местото каде се останати деловите од крлежот да се јави загнојување, ранички и така натаму. Така. Значи во секој случај веднаш да се обратиме на лекар ако се случи некое такво каснување од крлеж. Докторе, ја тука би сакала да ви се заблагодарам за тоа што прифативте да бидете дел од оваа емисија. Ова се доста важни препораки, бидејќи се наоѓаме во таков период. Животно загрозувачки. Да, кои што треба и како да ги знаеме и да бидеме предпазливи кога станува збор за инсектите. И благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Поздрав до гледачите на 24 телевизија. Така. Вие, драги гледачи, слушајте ги препораките на лекарите и кога ќе се најдете во некоја ваква ситуација, веднаш обратите се на лекар. Останете секако со програмата на телевизија 24 вести, следуваат вестите во 10 часот. Најновото издание на 24 од Сестрце гледајте го во понеделник во истото време. Ви посакувам пријатен ден и пријатен викенд.